Диви депонии има многу, а комунални инспектори малку низ општините во земјава. Недостатокот од ваков кадар се уште е рак рана за општините. Најалармантно е во помалите и рурални средини. За сега проблемот голем дел од општините го решаваат со меѓуопштинска соработка. За подобра животна средина постапуваат инспектори, овластени инспектори од животна средина и тие работејќи го законот, казните се за физичките и за правните лица многу повеќе кратни, односно многу повисоки во споредба со казните од комуналните инспектори. Меѓутоа треба поголем број на инспектори за животна средина кои што ќе бидат редовно на терен и ќе ги санкционираат сите тие загадувачи без разлика дали се работи за физички лица или се работи за правни субјекти. Значи треба да се зголеми. Ние сме во Битола моментално 4 комунални инспектори, од кои 2 сме веќе регуларно, а 2 има нови кои што го убавуваат процесот на обука кој што трае 1 година да земат соодветната лиценца. Праксата покажува дека секојдневно никнуваат мали диви депонии на кои најчесто се одлага градежниот шут и кабаст отпад. Реагираат од Сдруженијето на комунални инспектори. Само годинава во Штип поради непочитување на законот за комунални дејности, инспекторите казниле 30 физички лица и 6 фирми. Најчесто значи за одлагање на земја, на градежен отпад, шут на јавни површини, исто така за од областа, да кажам, закон за јавна чистота, чување на живина и стока во централно градско подрачје, воглавно значи за градежни активности од некои фирми кои што значи пренесуваат земја кога ги валаат улиците во централното градско подрачје и така значи тоа се отприлика генерално проблемите. Господине Везенков, реагиравте дека како здружение има многу мал број на комунални инспектори. Дали оваа бројка еве се поправи за година и нешто? Па вака, моментално можам да кажам дека во Штип има значи кандидат за комунални инспектор и во другите општини значи има млади комунални инспектори кои што моментално значи полагаат за инспектори. Знаете дека постапката трае околу 1 година. Можам да кажам во другите општини дека бројката е задоволителна моментално. Некои одат во пензија, доваѓаат нови. Освен зголемување на бројот на инспектори, потребно е зголемување и на висината на казните. За фрлање на градежен шут казната е 50 евра, која доколку се плати веднаш, се намалува за 50%.